Државата ќе бара поволен заем од 1,91 милиарда евра. Денеска и утре Министерството за финансии до сите меѓународни банки ќе прати писмо за интерес и врз основа на понудите ќе избере најповолната која ќе ја финансира изградбата на брзата пруга. На листа се 15 на реномирани институции со кои претходно сме соработувале, како Светска банка, ЕБРД, ЕБА, Дојче банк и слично. Па која ќе даде најниска камата, ќе склучиме договор со неа и ќе почне реализацијата, вели министерката за финансии Кочоска. Ова не значи дека кредитот ќе биде од Обединетото кралство, туку дека британската Експорт-импорт банка е само гарант дека земјава ќе го врати заемот. Не го земаме кредитот од Велика Британија. Навистина многу се изместија работите во начинот на кој што се комуницира. Ние склучуваме договор за соработка со Велика Британија, каде што британската Експорт банка е таа која што ќе даде гаранција дека доколку не го враќаме кредитот, тие ќе го вратат во наше име, што во суштина значи нашиот кредитен рейтинг на некој начин го подобруваат, за да може да добиеме пониски каматни стапки. Суштината и конекцијата помеѓу нас и Британската банка е во тој дел. Од Министерството за транспорт велат дека во овој момент се прави разработка на физибилити студија за изградба на брзата пруга, кој ќе биде стратешки приоритет на оваа влада. Веќе се формирало координативно тело, кој работи на реализација на договорот со Обединетото кралство, а принципот на градба ќе биде заедничко проектирање и градба согласно ФИДИК правилата. Министерката Кочоска пак ја повика опозицијата да се воздржи од шпекулации, дека заемот ќе биде 5 милиарди евра, сума која енормно би го зголемила јавниот долг. Со коментарите кои што се дават, се прави штета на земјата во однос кога се задолжуваме, утре ќе дојде еврообврзница, зашто ќе треба ја следна година доспева 700 милиони еврообврзница, што ни ја зема? Ќе треба да отидам на европскиот пазар. Кога ја земале јавниот долг бил под 55%, сега оставиле над 60 водан борба и уште дополнително подгреват со невистините, нереални факти и манипулации и прават штета повторно на земјата. Заинтересираните банки имаат рок до 30 јуни да ги достават понудите за финансирање. Потоа ќе се склучи договор, па повлекување на парите. Во исто време при крај се и контурите на ребалансот на буџетот, кој оваа недела се очекува да го усвои владата. Проекциите за раст на економијата од 3,7% и инфлација од 2,5%, Кочоска вели дека ќе останат исти. Наташа Мерсовска, Сител телевизија.